Почитувани, Филипче чекори по стапките на Заев. Подготвен е да ги исполни бугарските барања на штета на Македонија. Венко Филипче повторно докажа дека е спремен да ја продолжи политиката на Зоран Заев, а тоа е политика на попуштање пред Бугарија и прифаќање на барања кои директно задираат во македонските национални и државни интереси. Новиот премиер на Бугарија, Румен Радев, не е непознат фактор во бугарската политика. Неговите ставови кон Македонија, македонскиот јазик, македонскиот народ, идентитет и историја се добро познати. Тој и досега јасно покажал дека Бугарија нема намера да отстапи од своите позиции, ниту пак да се повлече од условувањата кон Македонија. Напротив, очигледно е дека официјална Софија ќе продолжи со притисоци и блокади секогаш кога тоа ќе ја одговара. Во вакви околности, кога е потребна јасна осуда и цврст став во одбраната на македонските интереси, Венко Филипче избра спротивен пат. Филипче и СДС го избраа антидржавниот, односно бугарски пат. Наместо да застанат на страната на Македонија, тие испраќаат јасна порака дека доколку дојдат на власт, би ги спровеле уставните измени и би прифатиле политики кои се во согласност со барањата на Бугарија. Откажување, попуштање и тргување со најважните национални прашања. Филипче и СДС немаат никаков проблем со овие предавства, заради лични и финансиски интереси. Тоа што Зоран Заев го започна, Венко Филипче очигледно е подготвен да го доврши. Ви благодарам. Повелете со прашање. Денеска Филипче обвинува дека премиерот Мицкоски свесно ја блокира Европската унија и за грабеж на граѓани. Сметаме дека не треба да се дава секогаш внимание на глупостите кажани од страна на СДС, само за да ја зацкријат својата неработа и распаѓањето по сите шавови. Да подсетиме дека денеска СДС е четврта партија во државата токму поради оваа нивна безидејност. Прашање, родителите на загинатите деца во изјава за TV24 ве прозваа вас и СДСМ, тоест премиерот, пратениците, лидерот на опозицијата, дека сте ги излажале за анкетната комисија за Кочани и ве прашаа дали ви е страх, дека сте ја саботирале анкетната и дека имате договор со Филипче да не почне комисијата. Тој поради модуларната, вие поради Кочани. Случајно или не изоставена е политичката партија Левица, односно партијата која избрзано ја свика анкетната комисија за Кочани и која дополнително нема заклучоци за истата. Ова прашање треба директно да се постави до политичката партија Левица. Што се однесува до Филипче, немаме никаков договор со Венко Филипче и тој ќе одговара како за модуларната болница, така и за шверцот на вакцини во ковид кризата и оваа несреќа да повториме дека не треба да се злоупотребува за политички цели.